Како и обично, традиционално, екипата на телевизија Стар секој петок е тука на градскиот пазар. Разговараме со нашиот традиционален соговорник, кој што ќе ни ги открива тајните на земјоделските производи, тој е господинот Ване Јованов, а зборуваме за ова. Ова е тиква, односно тиквичка, кој како сака да милува. Господине Јованов, добар ден и успешен ден. Добар ден, ви се заблагодарувам на вас за вашата секојаш укажена прилика да зборуваме. Зборуваме сега за тиквата. Така сега ќе почнеме да кажеме за тиквицата. Ајде, тиквица која се потребува често, што вика алјачка, најчесто во нашата кујна. Тоа значи дека ова тиквичка може да се пржи со лукче, да се малку залучи, може да се готви, со неја може да се прави турлитава, значи секаде е застапено во кујната. Добро, дали е тешко да се одгредува? Што бара? Дали бара специфични услови или? Сега ќе кажам поред. Прво, ова се сади тука некаде пред мај или околу мај. За неја не треба многу работа. Еднаш да се добро скопа, запраши малку и вода сака. Вода сака, повеќе вода. Полевање и кога ќе почне производ, не можеме да ја наваксаме да ја продадеме. Толку многу дава. Значи неколку берби. До есен, додека се заладе, дека не паднат мразиви, ја имаме. Колку е сега денеска, колку е цената? Вака се ние ја даваме 20 денара парче или скратено 3 тиквички за 50 денара. Како ќе знаеме, еве јас како лаик, како ќе знам дека ова тиква, односно тиквичка е зрела, односно сочна, убава, добра? Па да објаснам вака. Тиквичката треба пред се да биде зелена, да биде цврста, за да биде добро за уквината. Им препорачувате ли нешто на вашите купувачи? Препорачувам на гледачите и нашите потрошувачи секогаш да доаѓат кај нас, имаме во секој време пресна тиквичка. Секој ден береме. И на крајот само дали им давате некој совет како да ја приготват, еве да речеме на младите домакинки? Обавезно тоа, обавезно. Како најбрзо да се приготви, еве да речеме, затоа што времето секогаш не е. Јас ќе одам дома и треба да имаме еден оброк. За 5 минути ја исечам на тркалца, така да речеме. Ставам зетинче во тавата малку и испржам ја добро и потоа после со лукче ја залучам и петка. Каде треба да се чува? Лесно расиплива ли е? Па ептен лесно да кажам. Може да се чува во фрижидерот, во обичниот фрижидер, а може да се чува и на пристојно место во кујната, во помошните простори, кај што имаме за храна што чуваме, само да има воздух. Да фаќа воздух, за да не се скапе. Благодарам, почитувани гледачи, значи ова беа сите најосновни детали за тиквичките кои што се тука на пазарот, особено на тезгата на нашиот соговорник Ване Јованов. Се уште не е доста. Можете да дојдете, тезгата изобилува со најразлични земјоделски производи, најглавно што се свежи, сочни, убави, што тука набрани од нивата, односно бавчата на Ване. Повелете, дојдете, цените секако се знаат, вообичаени за секој џеп. Следуваат цените на најбараните производи на Штипскиот пазар. Лубеница 25 денари за килограм, тиквичка 20 денари за парче, домат 30, диња 50, краставица од 25 до 30, пипер 40, праска од 100 до 120, јаболка 100, кајсија 130 и круши од 140 до 170 денари за килограм.